Ние се наоѓаме на територија на општина Бутел, а утрово разговарам со првиот човек на општината, градоначалникот Дарко Костовски. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, одлично се чувствувам. Саба е дожд, но ете веќе сончево. На почетокот на летната сезона, како и минатото лето и ова лето, градежна офанзива во вашата општина. Така е, да, се наоѓаме и на поточно на таква локација, каде што веќе започнавме на градба. Тоа е нов спортско-рекреативен центар кој што ќе го носи името Бранители, бидејќи ова населено место, Љубоденски пат, кога беше најпотребно, даде многу бранители за оваа држава. Можам да напоменам дека уште на неколку локации за многу кусо почнуваме со спортско-рекреативни центри, со градење на ново спортско-рекреативни центри. Само да посочам дека станува збор за центри каде што има фудбалски терени со вештачка трева, кошаркарски терени со специјална подолга, детски игралишта, парковски содржини. Пред мандатот најавивме само 2 спортско-рекреативни центри во предизборието, но до крајот на мандатот по оваа динамика секое населено место ќе добие спортско-рекреативен центар, негде 10 на број, што значи неколкократно ја надмашивме оваа работа. Исто така создаваме и по однос на патната инфраструктура, најавив пред неколку дена на мојата фан страна, но еве само ќе посочам сега. Ќе асфалтираме некаде околу 30 улици од сега до Нова година и со тоа ќе заокружиме некоја бројка од над 130 асфалтирани улици за период од 3 години, од кои што особено ми е драго за неколку улици кои што се навистина големи и клучни сообраќајници, како Хошимин, Натанел Кучевички, Киро Димушков, 15, 58 во Радишани, Симче Настевски, улица Бетовенова, навистина станува збор за сериозни сообраќајници кои што ќе се асфалтираат и ќе се реконструираат по некаде 50 на години, мислам дека. Во минатото населените места Љуботен и Љубанци имаа проблеми со водоснабдувањето во летниот период. Ќе се решава ли годинава проблемот? Тоа е едно барање децениско од страна на граѓаните, поточно на жителите на Љуботен и Љубанци. Од кога што станав градоначалник, веднаш почнавме да се занимаваме со овој проблем и основниот проект е веќе завршен. Обезбедени се $700,000 од Американската амбасада за првата фаза да започне многу скоро. Сметам дека на почетокот на следната година веќе овој проект ќе започне да се реализира, така да тоа децениско прашање и мој капитален проект во предизборието веќе му се гледа крајот. Ќе се вложува ли дополнително во наредниот период во градинки, во училишта? За време на мојот мандат ќе бидат започнати и изградени 2 градинки, една е веќе завршена, наскоро треба да почне со работа, а за неколку дена од сега започнуваме со градба на сосема нова детска градинка во населеното место Бутел 2 и со тоа ќе имаме 2 нови градинки за еден мандат и се надевам дека уште една локација на едно постаро училиште ќе биде адаптирана нова градинка исто така во Визбегово, бидејќи таму се изгради ново училиште основно, има еден објект кој што е добро сочуван со мала реконструкција, може да биде и трета дури градинка, така да за еден мандат 3 градинки е динамика која што дури и јас лично не очекував. Оно што следиме од самиот почеток е уредување на коритото на реката Серава. Така До каде е тој проект? Па буквално е на пола, околу 500 метри се завршени целосно, зборувам за градба на коритото. Треба да се доврши тој дел, но паралелно планираме веќе да почнеме и со градба на најавената трим патека и парковско уредување околу оваа река и ете конечно и овој дел на градот да добие едно вистинско место за рекреирање. Иднината во спортот, во младите, како ќе се вложува во овој дел во општината и да го споменеме оној турнир традиционален кој што се одржува утре во вашата општина. Да, турнир во баскет. Мислам дека кога е спортот во прашање предничиме пред сите општини без никој да се налути, како по изградба на инфраструктурата, така поврзани со директна помош на спортските клубови и спортистите. Ние сме единствена општина која што стипендира лично спортисти на територија на Република Македонија, некаде над 100 спортисти лично ги стипендираме на месечно ниво. Викендов, поточно денес, почнува баскет турнир во населеното место Радишани. Ќе трае денеска, во текот на утрешниот ден сабота ќе има турнир за млади, а во недела се финалињата. Веднаш позади основното училиште Ацо Шопов ги повикувам сите љубители на баскет да дојдат, бидејќи овој пат станува збори за меѓународен турнир подржан од ФИБА, ќе биде едно убаво уживање. Важите за градоначалник кој што секогаш е меѓународот, останува ли така понатаму? Да, јас доаѓам од народот, потекнувам од едно такво семејство, моите родители биле работници, потекнувам од едно работничко семејство, немам друга опција освен тоа да останам да бидам тоа што сум.
И бидејќи денеска ни почна европското првенство во фудбал, еве накоследно прашање, кој е вашиот фаворит на ова европско првенство? Па кога не игра Македонија, навивам за Англија. Благодарам на одвоеното време, се гледаме во нека наредна прилика. Благодарам и на вас.